Стаса првиот дел од тему. Конечно. Мислам, малце почекав, нели? Добро, еве го. Ова е тоа што го нарачувам. Не е таблетот, не се кирете, не сум да толку, знам таблетот. Таблетот е малце одложен, ама за сега го имаме ова. Ова чудо го земав од црна боја, пошто ми се може. Ова чудо е секне на интернет последниве лето, уствари, лето беше онака баш популаризирано. И као 5000 игри у една, и викам, да видиме што. Уствари не се 5, 10 или 15 се. Ама нема веќе. Ја веќе го отворив, пошто не планирам да си имам работа со ножеви, не знам колку таму се свиѓа на YouTube. Така за сега сме вака. Се е отворено, малци го тестирав, да се знае. И сега кога ќе го отвориме, кутијата се вади нагоре и го добиваме во ова е тука нешто као од кој ќе го добиете на празна батерија, тоа може да се ашне, не ни треба, ова е конзолата и сега кога ќе го извадиш, се вади во затоа доле помач. Онака поштено, помач да си добиеш. И после кутија decoration. Не ти треба ништо, го вадиш и ево. Као што може да се види, ево го. Транслусент е провидно, може да ги видиш сите компоненти унатре. Ова искрено транслусент, што значи провидно. Мислев дека црното ќе биде по така тврдо, да не можеш да видиш низ него. Солидно е да кажеме, ама не е. Така да сите се транслусентни. Имаме D-pad, имаме BAYX, Start Select и стварно не знам што е ова врска, немам. Овие се два вакви джойстици, ама многу се имаат грип на нив, можеш да ги фатиш убаво и да ти стои, дури вака ти стои у прстот, ама инаку многу се мали и чудни. Например, кога ќе дојдеш од контролер, вака ќе го фанеш, многу е чудно. Од позади имаме R1, R2, L1, R2, L2 оствари. Ова е као предвидено за PlayStation 2 емулација, ама не дај Боже да пуштиш на PlayStation 2, отидува FPS-ите. Овде е за reboot, овде е за reboot, ова ти е за power on. И ќе стиснеме. Иако знам дека го палнев, треба да го подржиш. Фокус, стој, фокус. Ево фокусот. Друже, ама стемни се. Не е иначе во темница, само го фокусира екранот да е стемница. Ова е нешто ко God of War, логово. И ево, само секунда, музичката го намалиме. Овде имате и такви копчиња за намалување, доле имате ви се полни нацепалнач. Ова стварно не знам што е DC порт, појма немам за што е, имаш за слушалки. Кога ќе тргнете, имате вакви, ќе ви даде All Games, тоа ти се 15223, сега ја нешто малце ставив. И имате Amstrad, што стварно не знам што е, Capcom, ја колку што знам се компанија за игри, ама добро, не знам од која прават они игри. Mainvis оние аркади, оние на копчиња, што се по 6 копчиња, такво. Atari 2600, да, и ти баш сте го одбрале, брат. Најпознатата игра на ова. WonderSwan Color, стварно не знам што е, PC Engine. Не е компјутер, не дај Боже на ова компјутер некако да потегнеш. Famicom тоа ти е нешто ко NES, ама у Јапонија. Famicom Disk System, исто ти е у Јапонија. Super Famicom ти исто у Јапонија, SNES за Јапонија.
Ова е Nintendo, сега дали ова спаѓаат сите игри на Nintendo, ја стварно не знам. Ова е SNES-от, ова е Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game & Watch, Nintendo DS, ова стварно не знам што е, SG-1000, Mega Drive, Sega 32, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo Pocket, PlayStation, PSP, MSX2 и тоа е тоа. Сега, искрено, може ова чудо да тера некои игри. Сега само уште да научиме како се тера со ова добро. Малце ми е ново, така да. На Б се враќате, на А одите понатаму, мислам дека стандардно на сите. Еве ќе тргнеме со, не знам дали ова Nintendo NES, мислам дека е NES. Да, NES. Super Mario Bros. Ова сигурно мора да го рана, значи тоа ти е ко Doom да не може да го рана. За тие што сте малце понапредни со технологија, ќе знаете од првика што кажам, за тие што сте малце по-така назад, рана значи да може да покрајне играта и да функционира како што треба. Еве го. Музиката е логично запрана, пошто последно што ми треба е чичко Nintendo ми даде на врата ми чука, тука динг динг динг. И онака имам еден subscriber и севкупно 10 прегледи, од кои пола се мои, и нонстоп ги проверувам видеата да не сум утнал нешто. Ама да. Ја мислам дека сум прв во Македонија, што воопшто го прави ова. И за која беше цевката. Цевката, опа. Тоа беше ненамерно. Мислам дека сум прв во Македонија што воопшто и прави ревју на ова чудо, стварно не знам како. Што е ова, ама добро. Ова е иначе од тему. Многу луѓе се жалат на картичките. Картичката ја до сега сум немал проблем. Мислам бар за сега ти викаат дека им се бришат файлови, фолдери, сейвови и дати и се. Мене искрено ми се нема избришано, сум зачувал. Мислам за овој еден ден што го имам во чудо, 2. И сум зачувал, немало маки, буквално поминав цел Ultimate Spider-Man на Game Boy Advance без маки, без некакви проблеми, без нешто друго. Ја поминавме. Еве е чудо, ај чао. На камера е бледо, не оти јас сакам, не оти ми се може, туку оти имам краставица од телефон и морам малце изгледа да го фокусираме. Ако може. Да, окей. Мислам дека сега би требало вака константно, би. Не знам дали управи нешто, пошто и кај мене на агол, малце на сталак го ставивме, малце сме напредни. Малце на сталак стои, малце да не. Така, ние сме многу напредни, ние сме со еден претплатник, што најверојатно е некој бот што случајно ми утнал каналот. Или ако е стварен човек, фала ти за subscribe, кога сме веќе кај тоа, стиснете лайк, стиснете subscribe. За да гледате уште видео од мене и од моите глупости што ги нарачувам. Иначе ова не е ич ефтино, ова е 2000-арки. Така да, ако оп, папи, мамо моја. Мари мајко, не знам Супер Марио да играм. Значи, тоа, добро, доста е. Сега, кога сакате да испаднете, ги стискате и во FN и старт заедно и ќе ви се појави press again to quit и пак ќе ги напритиснете нив и ќе квита. Поентата, ај провак. Значи може NES. Може ли Nintendo 64? Еве. Што има Nintendo 64? Имаме и ја не знам. Марио 64 има ли? Марио Карт има. Марио Карт. Ојме со Марио Карт. Светло, осветлување. И малце му треба
време да тргне ко југо на зимо, ама ќе тргне за еве. Добро, да е било шо, дај само стартаја, да видиме, нема врска. Со кого ќе играме? Со орангутанот. Добро, ако може Nintendo 64 да рана, ќе нема мака ни со GBA, ќе нема ни со Color. Game Boy, чим нема мака со NES, Nintendo Entertainment System, а нема проблем ни со Game Boy обичен и Game Boy Color. Кога викам Game Boy обичен, мислам на Game Boy, оној црно-белен Game Boy, а нема некој специјален Game Boy. Е брз бе. Искрено до сега у живот ја нема играл ни игра, како се, шо имам? Да, окей. Треба малце да научам контроли пред да почнем да снимам, ама нема везе, тоа ќе се извинјавате. Извинјавајте, браќа. Многу кликаат, ако ви смета баш да кликаат. Страшно кликаат, многу така како крак, така да не се баш silent копчињата. Прилика се би рекол гласни, баш се слуша, може и да слушнете, не знам колку фаќа микрофонот, ама еве. Гласно е, не е баш нешто нај, не е нешто супер, ама онака. И изгубив контрола, оттук и врска немам да играм игра. Кој ми даде волан, не знам. Ама добро. За сега не гледам некои багови, што значи може да ја рана Mario Kart 64. Ако можеш да ранаш 3D игри, PlayStation не би требало, портаболот би имал некоја мака. Ама мислам дека знам докај можеш на портаболот, пошто на портаболот можеш до PSP 1000. 2000-ката можеш да ја пробаш, PSP 2000, некои игри што се за PSP 2000, ама дека ќе ранаат смут, тоа сила нема, братуче, за жива глава. Окей, може да рана. Значи, окей, знаеме, фала многу, може сега да испаднеме. Не ви препорачувам вака да испаѓате од игрите, пошто као вика дека може да ги оштетите, сега дали може стварно да ги оштетите, јас стварно не сум. Вале после биде дека јас сум крив. Сега, со DS-от гледам некои проблеми. Еве, например, ќе земеме, имаме FIFA, имаме, ова е од мене инсталирано, ова не е, ова е Homebrew, односно не е од оригинален девелопер, така да нема ми се жалите. Ова е Mario Kart DS Deluxe, исто не е од оригинален. Ајде Assassin's Creed. Може, ајде, вој е оригинален, вој има слика, сега овој дали двојката дали постои за Nintendo DS, јас стварно не знам, така да за тоа не пипаме. Не знам колку се гледа на камера, не се гледа, ама малце прикочува, малце на Ubisoft интро, малце прикочува. Малце, само малце. Gameloft, добро. Gameloft си уствари многу добри девелопери. Они правеа игри за Android. Еша, како се... Да, значи на R2 менјавате екрани, а на... значи ќе го стиснете ова десно, овие се стискаат чудово. И имате се тука контролер, stylus. Вака може вака. New game. Difficulty level. И easy ли стиснам жити мајка.
завоljena снимка да не изгледа ко не знам на кој екран треба да гледам. Ај чекаме да тргне лоудинг. Еве го. Знам дека имаше некои проблеми со ова. Кочи. Не играта, туку општо Nintendo DS на ова. Кочи. Катастрофа е. И не ќе тргне за жива глава. Ако... Ја стварно не знам што... еве го. Нешто направивме, нешто... Ој, рипа, братов. Добро, ама... Имаме некој джандар или сега? Народ. Добро, не можеме народ да го удриме, мислам. Камон маца поштоење имајте, ова е Езио, така ли беше? Долима... Добро, collect blue orbs to upgrade your weapon inclusive... Океј, значи треба да се спират овие плави вези. Топчиња за добро. Добро, можем... тач. Малце вака джган со ова. Добро, другар, добро, фала, не мораш да ме мачиш више. Гледа што стайлес имам на... Гледа, имам стайлес на екран што не треба да има стайлес. Браво, брат. Добро, имаме скали, мислам да се скали ова се... Како се тоа? Добро, треба да залеташ малце, мислам. Ево, рипај. Добро. Имаше некои кочиња. Дали се управи, дали му требаше малце време да ја управи работа. Јас стварно не знам. Еве го кочињето. Не знам колку се гледа. Ама гледате како кочи. Ако се главува секунда, па тргнуе. Да. DS-от не го пипајте. Едноставно не го пипајте. Освен стварно, ако не ви се кефне. Сега Mega Drive. Добро, тоа мислам дека и дури и послабо од... Да, послабо од Nintendo 64, 32-ката исто послабо од Nintendo 64, Dreamcast-от, Legacy of Kain Soul Raven, искрено, Dreamcast-от имаше Marvel vs. Capcom и сега ја пробав уште некои игри да ги симнам на Dreamcast-от. Едноставно не функционира. Зошто и како ја стварно не знам, ама не функционира. И секоја што ќе ја симнев не ја даваше, туку ги даваше само тие, а имаше простор на SD картичката. И кога тргнав да ги бришам, оставив 3 игри, тие што беа Capcom, Marvel vs. Capcom. Тие веќе ги немаше и остана само фа. Прва работа. Втора работа, овие картички, многу луѓе се жалат дека им брише, као им брише прогрес комплет. Малце нека одмори. Дека им брише прогресот комплет од секоја игра. Сега, на мене тоа ми се нема случајно. Ама, според тоа што слушам луѓе, дека ме требаше ракавици си земам. Кинеско ќе закачам некоја. Која болештија кујна од кај, од Хонг Конг, од Пекинг, мислам дека иде. Така се извинувам ако малце се слуша климата назад, малце ладно е, малце смрзнувам, ама добро, тоа ќе... Добро, може да скипаш? Да, фала. Dreamcast-от нема толкави проблеми, освен кај Crazy Taxi. Crazy Taxi е катастрофа. Но Crazy Taxi е буквално unplayable. Искрено кажуваме, нема тука лаги, нема превари. Нит сакам некој да лажам, па да исправам, просто, и плюс тоа не е ефтино, брат, $2, да не се зафркаваме, економија не е баш ефтино. $2
па не знам, на кеси ти полни или не полни. 500 денари ти е кило сирење, пол кило. Така ли ćemo? Не знам колку е. Пошто не сме ние тука у политика, ние сме тука у игри, брат. Ние тука нас не ни интересира политика. Ако може играва да тргне, иначе да на ова ФН и на R2 активирате ова, што е као да го спида па. Да не биде у еден спид, да биде дупло спид, за да ми прескокне вакви работи, ама не, сега треба да гледаме, брат, остай ме да играм, бе, брат, остајте ме да играм, луѓе, не ме интересираат. Ја играм, оти немам друга, оти си избришаш, таблетот е на пат наваму, ама нешто имало, сега нешто нов полоси, као мора да помине низ Унгарија, моментално низ Унгарија у Будимпешта. Сега, шо бар у Будимпешта? Ја стварно не знам. Дали може би некој нешто повикал, не се шо. Не, у Будимпешта било ти требало нешто да се скенира, некој голем цент, шо е ова? Ако ама нешто тука не оди кој што треба. Добро, сепак не можеме да тестираме, ама отприлика ранот е окей. У Америка ова е за $10 или за 20 мислам. А кај нас е за $2. Сега доларот ти е 50 и кој ќе го помножиш со 20, 5 по 2, 10, нема шанси да е 100. $1000 бе му дошло, да. $1000, да. Значи најверојатно $1000 кај нас 2000 го даваат, ама добро. Имаме и наши препродавачи на Балканот, безобразници, буквално го купуваат воа и тоа го купуваат на големо, кој ќе нагасат по 5-60 вакви и им дремат дома. И после чекаат да се јави вака некој што му е страф од темо да купи и ќе се јави од кај да ми ја пратиш и добро ќе му ја прати и што направивме, ништо не направивме, поише те украдува, брат, отколку од тему да земеш. Ама добро, поише ти ќе исплатиш само конзола, да имаш без ништо бесплатно, отколку ама добро. PlayStation, одиме. Ајде Crash Bandicoot. Ако може Crash да го рана, може поприлично сигурен дека ќе може и PSP-то да го рана. Иако една работа со вие е вистинската што е воа, што воа го копира вистинското е со Android систем. Ова е на Linux. Сега, разликата е Android системот има многу поише барања и спецификации и затоа е можно повеќе емулација. Дека Linux, како ова што е Linux, сите што се нешто со компјутери што се занимава, знаат дека на Linux само му треба струја, нешто доток и не му треба ништо, брат. Струја и екран. Друго ништо не ти треба на Linux. Ова е на Linux и не му треба буквално ништо. Како што може да видите, окей. Најчесто знае еве сме. Значи да, окей, еве ќе влезем у некој свет, ваму може и треба ваму влезем, појма немам. Crash Bandicoot не сум играл кој знаат кога, брат. Мислам, добро, ја боже сум бил роден тогаш, не сум ни бил роден. Кај ја роден тогаш? Не се секирите, не сум да толку убисам. Уште на школа, не се секирите. Не, уште работа.
Ќе снимам ја видео до тогаш има време. Ама да, ако можеш брат да рипнеш, ако сак неќеш. Братов Playable Call, добро. Искрено не гледам фрейм дропови, наискрено. Не знам како на DS-от има толку фрейм дропови и толку лагање, ама на воа немаш. Едноставно немаш ни фрейм дропови, ни лаг, ни спайк, ништо нема. Функционира перфектно. Сега, PlayStation ти е по-стара конзола, 96-та мислам дека е. Ако не, да, вие не можеш да ги имаш. Веќе да треба да рипнеш. Окей. Не везе. PlayStation е од 96-та. Така да не ме чуди да може да го рана во. А сега PlayStation Portable Ben 10 не играм. Мислам, не знам никој Ben 10, не сум пише Ben 10. Assassin's Creed Brotherhood не. Ај Spider-Man 2. Сега. Како што реков за таблетот, сакам да довршим. Таблетот е моментално во Унгарија. Као имало некој ново правило, овие што се пратки морале сега да минат преку Унгарија, од таму бил некој центар за скенирање, па нешто Европа да види, као влез излез на роба, па таму се проверува се. Не е само Унгарија, мислам дека рекол Берлин, Франкфурт и Париз и Торино, мислам дека беше. Не сум сигурен. Ама отприлика меѓу тие градови, мислам дека Унгарија е за вакво. За ставено за кај нас на Балканот. Сега колку сум сигурен тоа, не сум опште сигурен. Ама добро. Мислам дека е така. И не сум сигурен и не знам. Брат, хард се знае. Молим? Please try another. Шо е use бе, брат? Добро, story mode, одиме на story mode. И мислам дека тука веќе може да завршиме. Ќе го видиме шо можела, како може и ќе го завршиме видеото. Ако може камерава само не биде искривена. Сега. Отприлика. Чекај, имам идеја. Како да влезам? Ево. Не, зашто испадна? Имате мени, на тоа мени можете да смените брзината. Окей, значи, шо заклучивме? Шо може да игра перфектно? Овие сигурно може да ги игра перфектно, пошто овие се некои трета лига конзоли. Ова може, NES може, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance може, Game & Watch може, Nintendo DS малци ќе имате проблеми со Nintendo DS. Во ASG појма немам шо, ама сигурно дека може. Mega Drive може, 3DS може, Dreamcast зависи која игра, Crazy Taxi не може баш. Game Gear може, Neo Geo може, Neo Geo Pocket може, Playka Cats може, PlayStation Portable може, зависи дали играте игри што се за... ја дури сега слушам. Чекај, не знам колку се слушам. Да, нешто тропало ова чуда. Нешто не. Ваму нешто тропа, ваму, задво. Нема го вадам, нека стои. Model number R36S, батерија 37, 3500 милиани. Дали има повеќе од телефонот мој, појма немам. Input 5 вати еднакво на 1,5 ампер. Така, тоа. Окей, тоа. Сега, имаше нешто што сакав. Emulator settings. Enable
Не. Кај беше? Interface, game media, show hidden files. Значи кој ќе user interface settings ќе идете на show hidden files и ќе стиснете ова. Кога ќе биде вака, можете back. И се мислам дека треба да се рестартира за да ги покрене тие фајлови. Сега, што е цаката со тие? Цаката со тие што технички можете да играте PlayStation 2 и GameCube игри на ова. Дали ќе ранат кој што треба? Апсолутно не. Мислам дека молим, ја те исклучи, бе, брат. Ало, немој копирајт. Не. User interface, чекај. Show hidden files. Show folders. Parent folder. Океј, не знам. Треба малку да се прочечканизуе и имате да enable-ате и после само ја вадите SD картичката и само ги ставате. Сега, едно нешто што не покажав е SD картичката. Немојте бидете будала ко мене да пробате да извлечете од тука, пошто луѓето се паметни. Океј, може малку сега да го бустаме. Може да видите. Значи, нема бидете будала ко мене да пробате од тука да го влечете нагоре, оти нема да успее. Луѓето се паметни и измислиле да, малце знае да летне. Само стискате на него и испаѓа картичката. Еве камера, фокус ако може. Фокусов не работи, брат. Чекај, фокус. Фокусов кинески. Нема везе. 64 гига картичка. Еве го фокус. 64 гига картичка функционална. Сега, ако сакате да ставате поголеми картички ова чудо, не знам што ви кажам, освен со среќа. Бев на добро, може не искршам нешто. Бев на GitHub и видов што треба се за да се форматира една картичка со сите фајлови, фолдери и работи што треба да ги има. Тоа е катастрофа за снаоѓање. Не би му препорачал на најголемиот душман што ми е у животов, не му препорачам тоа уопште да чачкате. Буквално само седете мирно и што ви е даено тоа. Ако имате опција за 128 гига, берете таа опција. Нема да зажалите, ќе додаете некоја игра ваква, таква, наква. И едноставно само немојте да земате нешто вака 6. Ја земав оти немав избор. Оти буквално се е распродадено. Сите конзоли се искупени и тоа е најдобро нешто што можеш да добиеш. Едноставно е. Тоа е тоа. Ова е најдобро што можеш да добиеш за у моментов, пошто се живо е купено и се препродава кај нас по некои цени што не знам ни дали уопште е легално толку да се продава толку скапо. Ама се е пазар валјда. Така да тоа е тоа. Тоа беше прегледот на R36S. И се гледаме на наредната епизода, најверојатно каде што веќе ќе го имаме и таблетот. Тоа стварно ќе треба многу да го пречачкаме. Не го земајте за некои деца баш онаа сега што се деца онаа. Би ви препорачал да ако сте дете што го гледате ова и не знам сте пораснали сте од 2015 па натаму, едноставно не го земајте, нема YouTube, нема ништо, ова е само за игри.
нема и тоа некои игри оние што се стари, дури има игри и системи што се постари од мене. Скоро сите системи ова се постари од мене. Ама да, веќе ако сакате стварно нешто да играте, ама само тоа специфично, не знам колку паметно 2000 ќе фрлате за нешто вакво, порано земете и емулирајте си на телефонот. Не е многу, освен ако не е PSP или PlayStation 1 игра, нема да имате проблем. Од буквално повеќе од неколку мегабајти, максимум може би 100 мегабајти и емулатор и игра. За некој што сака, вака што повозрасен, што стварно ги играл игри, ако стварно сака нека го земе, онака окей е. Кој што кажав, нема ништо YouTube таква работа, ба само за игри за штракаш, кој ненормален и тоа е тоа. А искрено, мислам дека и малце време малце да испаднете надвор и да видите малце сонце. Бар уште додека го има, пошто кој што гледаме, има и снегче. Снег во октомври, право. Тоа е тоа, се гледаме у наредното видео. Најверојатно со таблетот. Поздрав!